Добар ден, првачиња. Подгответе се за час по македонски јазик. Денеска ќе учиме нова буква, но јас нема да ви кажам која буква ќе ја учиме, тоа вие сами ќе го откриете. Сега подгответе го потребниот материјал за работа, а тоа се, како што добро знаете, тетратките по македонски јазик, и онаа без линии, и онаа со тесни и широки, и учебникот по македонски јазик. Започнуваме. Твоја задача е да погодуваш што гледаш на сликичките. А јас ќе повторувам по тебе. Што е ова? Цвеќе, цигла, така е, цуцла, црв, црв. А ова знаете што е? Ова е едно многу вкусно овошје што се вика црница. Цар. Црно. Ајде да видиме. Цреши, цвеќе, цигла, цуцла, црв, црница, цар, црно. Што забележуваме? Дека сите овие зборови започнуваат на гласот Ц. Ајде да го кажеме сите заедно гласот Ц. Кога го изговараме гласот Ц, не ги составуваме горната и долната уста. Јазикот се крева на горното непце и воздухот поминува преку него. Ц. Кога ја изговараме буквата или гласот Ц, што забележуваме? Дека тој некако како да ни е помеѓу Т и С. Малку личи на Т, малку личи на С. Ц. Како да се споиле тие две букви во една. Меѓутоа, буквата Ц си има свој знак и си е посебна буква и затоа денеска ќе учиме како таа се изговара, каде се наоѓа, во кој позиции на зборовите и како се пишува буква Ц. Ајде да погодуваме во кои зборови го слушаме гласот Ц, а во кои не го слушаме. Во зборот ластовица, дали го слушаме гласот Ц? Ластовица. Така е, се слуша. Во зборот праска, праска, не се слуша. Ранец. Дали чувствувате гласот Ц кога го изговараме? Тој е малку како да ѕвони. Значи, во зборот ранец се слуша гласот Ц. А во зборот сонце и во зборот сонце се слуша. А во зборот торта, торта не се слуша. А во зборот верверица, верверица. Така е. Срце. И во зборот срце се слуша. И во зборот конец. Во конец. Така е, се слуша. Сега, таму каде што штиклиравме, каде што го слушаме гласот Ц, ќе определиме на која позиција се наоѓа. Се сеќавате, тоа е веќе работено. На почеток прво квадратче, на крај последно квадратче или помеѓу првата и последната буква го обележуваме средното квадратче. Во зборот ластовица, ца, така во средина, затоа што после Ц ја слушаме А. Во зборот ранец, дали после Ц овде слушаме некој друг глас? Ранец. Значи не се слуша друг глас освен Ц и затоа ќе кажеме дека се наоѓа на крајот на зборот. Во сонце, сонце, така е во средина. Во зборот верверица, ца, така во средина. Последна е А Ц е во средина. Во зборот срце, срце, така во средина. И во зборот конец, конец, овде после Ц веќе не се слуша ниту еден друг глас и затоа ќе кажеме дека е на крајот на зборот.
Ајде да повежбаме уште малку. Баница. Каде го слушаме гласот Ц во зборот баница? Така е, во право си. А во зборот лонец? Лонец. Така е, на крајот. Лубеница. Лубеница. И овој пат си во право, во средина. Црква. Значи на почеток. Палец. Така е. Гасеница. Гасеница. Така, во средина. И во зборот цуцла, овде ни се појавува гласот Ц дури два пати. Ц-у-ц-л-а. Значи на почеток и во средина. Браво за тебе! Ајде сега да научиме од кои елементи е составена буквата Ц. Значи, гласот Ц си има свој знак, а тоа е буква. Таа буква е составена од 4 прави линии. 3 се исправени прави и една легната. Ајде сега да видиме. Еве, прво една исправена права линија, која што секогаш се пишува од озгора кон надолу. Па малку подалеку од неа уште една таква иста. Права, значи раздалечени. Сега долу имаме една права легната линија, која што ги поврзува овие две и малку излегува на десно од оваа втората линија, и последната е кратка линиичка, која што ја пишуваме надвор од редот да излегува. Значи големата буква Ц ги зафаќа и широкиот и тесниот ред, а оваа најкратката линија малку излегува од редот и како да виси малку од тесниот ред. Еве ја и малата буква Ц. Значи, права исправена, уште една малку раздалечена, една легната која што ги спојува овие две и излегува малку кон десно, и една кратка линија. Ајде, убаво ја погледни буквата Ц и запомти ја, затоа што сега ќе имаме една задача, а тоа е да ја пронаоѓаме буквата Ц во текст. Јас денеска за вас смислив еден текст кој што се вика Цвеќето на тетка Цвета. Цвеќето на тетка Цвета. Тоа е насловот на текстот. Јас ќе го движам маусот за да гледате како читам. Тетка Цвета е цвеќарка. Таа има цвеќарница преполна со најразлични цвеќиња, каде прави најубави букети од цвеќе. Цвеќињата на тетка Цвета имаат волшебни бои. Тие се прекрасни, миризливи и шарени. Таа ги негува и чува цвеќињата како да и се деца. Кога наутро ќе ја отвори цвеќарницата, таа најпрво ги полева и ги проверува сите цвеќиња и цело време зборува со нив, кажувајќи им убави зборови. Всушност, мислам дека низините цвеќиња се најубави затоа што таа ги храни со љубов. Тетка Цвета е најдобрата цвеќарка. Дали ви се допадна текстот? Значи, и цвеќињата, исто како и дечињата, сакаат љубов за да бидат убави. Ајде да ги одредуваме сега буквите Ц. Цвеќето на тетка Цвета. Тетка Цвета е цвеќарка. Таа има цвеќарница преполна со најразлични цвеќиња. И сега ќе го застанеш видеото и ќе продолжиш сам. На крајот ќе изброиш убаво
Добро, колку гласови или букви Ц си пронашол во овој текст. И така, веќе ќе бидеш сигурен дека ја препознаваш буквата Ц. А откако ќе го завршиш тоа, еве, пример за твојата домашна задача, како да ја моделираш буквата Ц и да напишеш неколку зборчиња кратки, каде што буквата Ц ќе се наоѓа на почеток на зборот, на крајот на зборот и во средината на зборот. Значи ќе ја сработиш и кратката вежба во учебникот за буквата Ц и за крај ќе играме една игра. Откри го зборот. Сега ќе ти покажам неколку сликички, а ти во твојата тетрадка ќе ги запишуваш само првите букви од тоа што го гледаш. Еве дрво. Која е првата буква на зборот дрво? Запиши ја во твојата тетрадка. Елен. Цреши. Автомобил. Ајде да видиме. Дали ги запишав? Да направиме проверка. Д, Е, Ц, А. Д, Е, Ц, А. Ајде да откриеме кој збор го добивме. Така е, деца. Ајде, понатаму. Пишувај. Сладолед, рак, цреши, елек. Што доби? Овие букви ги откри. Ако ги откри овие букви, браво за тебе. А сега да видиме кој збор го напишавме. С, Р, Ц, Е. С, Р, Ц, Е. Така е зборот срце. И уште еден збор. Црвче, врата, елка, кебаб, еже. Дали ги доби овие букви? Ако си ги добил, си добил и правилен збор. Ајде да го прочитаме. Ц, В, Е, Ќ, Е. Го добивме зборот цвеќе. Одлично. Значи, кога веќе знаеме поголем дел од буквите, можеме да поврзуваме од повеќе букви да добиваме зборови. Браво за тебе, продолжи така. Се гледаме на наредниот час.